Државната комисија за спречување корупција отвори предмет за изборот на керката на Талат Џафери Бесјана Џафери Бекири да биде член на надзорен одбор во еден од трите тима на ЕСМ кои треба да вршат производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија. Од таму велат дека ќе испитуваат дали таа може да извршува доделената функција. Државната комисија оформи предмет по ова прашање со цел да биде прецизна во својот одговор, односно да ја утврди фактичката состојба. Бидејќи нашиот закон, односно законот за спречување корупција и судир на интереси, е прецизен и кажува дека избрано или именувано лице не може да врши функција на член на управен одбор или на друг член на управување. Доколку се утврди дека керката на Талат Џафери е избрано именувано лице, тогаш таа не може да врши функција член на управен, односно надзорен одбор. Друга поврзаност што може да биде, значи втор ризик е во односот со таткој. Дали лицето со кое што е блиско лице, прво дали е таа блиско лице со таткото, односно дали живеат во иста заедница, првин тоа треба се испита, ќе бидат во судир доколку таа врши супервизорска или контролен надзор врз неговата работа. Од Електрани на Македонија пак велат дека Бесјана е веќе вработена во ЕСМ, а членството во претпријатието е дополнителна работна обврска. Бесјана Џафери Бекири е вработена како правник во секторот за развој и инвестиции и е член на надзор на едно од доелите. Во текот на изминатата грејна сезона вклучена беше во работните задачи при процесот на менаџирање на БЕК од страна на АДСМ, кои задачи ги изврши на највисоко професионално ниво, како впрочем и сите други споменати вработени. Електрани на Северна Македонија формираше 3 фирми кои ќе може да се јават на јавниот повик за фирма која ќе ги снабдува главниот град со топлинска енергија. Од ЕСМ велат дека вршителите на должност управители и надзор на новите друштва за топлина се вработени во АДСМ и дека биле вклучени во енергетската криза претходната грејна сезона.